Во ова издание нема многу показатели за напредок во решавањето на буџетската криза на американската влада. Паралелно со процесот за името, Македонија да работи на реформите, порача заменик државниот секретар на САД Џон Саливан. Македонскиот филм Исцелител утре вечер пред публиката во Вашингтон. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски. Јас сум Анита Шијакова. Се уште не е известно дали до петок ќе се постигне договор за буџетската криза. Американскиот претседател Трамп се закани со затворање на владата ако Конгресот не одобри финансии за зидот со Мексико. Малку се јавните показатели дека има напредок во решавањето на прашањето за буџетот на САД. Непостигнувањето на решение може да доведе до делумно затворање на федералните агенции во петок на полнок, со што би биле засегнати 380.000 државни службеници. Трамп побара $5 милиарди за трошоци за зидот по должината на границата со Мексико. Воспротивно се закани со затворање на владата. Во Вашингтон денес ќе му биде изречена пресуда на поранешниот американски советник за национална безбедност Майкл Флин, кој е обвинет дека лажел пред FBI во врска со неговите контакти со руски дипломат. Судот ќе одлучи дали Флин ќе треба да ослужи затворска казна, иако претходно Мулер кажа дека казната не треба да вклучува затвор врз основа на значителна соработка на Флин со обвинителите. Белата куќа ги негира тврдењата на Турција дека претседателот Доналд Трамп размислува за екстрадирање на свештеникот Фетула Ѓулен. Претходно турскиот министер за надворешни работи изјави дека Трамп му кажал на Ердоган дека сад работат на екстрадирање на Ѓулен и други лица. Заменик државниот секретар на САД Џон Саливан повика пратениците да се издигнат над партиските интереси и да гласаат за иднината на Македонија. Вториот човек на Стейт Департментот е во посета на Скопје во пресред на финалната фаза од уставните измени. Владимир Бирчевски известува за деталите. Поддршка на Преспанскиот договор, барање за негово целосно имплементирање во собранието, како и продолжување на реформскиот процес. Овие пораки американската администрација денеска ги испорача во Скопје преку вториот човек во Стейт Департментот. Освен тоа, во пресред на финалната фаза од уставните измени, Џон Саливан ги повика пратениците да се издигнат над партиските интереси и да гласаат за иднината на Македонија. The United States strongly supports full implementation. САД силно го поддржуваат целосното имплементирање на договорот од Преспа, што ќе овозможи на Македонија, како Република Северна Македонија, да го заземе заслуженото место во НАТО и во ЕУ, придонесувајќи на регионалната безбедност, стабилност и просперитет. САД се посветени на стабилноста на Југоисточна Европа, а Македонија е клучен дел од таа стабилност и ја гледаме како лидер во регионот во посветеноста на мирот, стабилноста и соработката. Со продолжувањето на процесот во парламентот, повикуваме повеќе пратеници да ги трнат настрана партиските интереси и да останат посветени на стратешките цели. Посетата на заменикот државен секретар, прва на толку висок американски дипломат по долгогодишна пауза, за премиерот е доказ за поддршката на САД како главен партнер на Македонија во НАТО интеграцијата. Во денешниот разговор потенцирав дека во Република Македонија создаваме услови за политички амбиент кој ќе овозможи реализацијата на договорот од Преспа во целост, дека ги сведуваме ризиците на минимум и дека нема да ги препуштиме процесите на било каква случајност. Успешната завршница на овој процес во собранието е нашиот билет за да влеземе во НАТО. Паралелно со овој процес, нам ни остануваат со иста енергија и повеќе да продолжиме со реформите во правосудството, безбедносните служби и јавната администрација. Тоа и Саливан го побара. Македонија паралелно со процесот зимето да продолжи со реформската агенда. Едно од прашањата до Саливан беа и за ставот на Русија за зачленувањето на Македонија во НАТО. Соединетите американски држави стојат заедно со Македонија, со незината храбра влада, со незините граѓани. Ќе им асистираме и на други кои ја поддржуваат оваа влада во справувањето и откривањето руско малегно влијание во Македонија, регионот или во Европа. За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.
Македонскиот филм Исцелител и покрај интензивната промоција во Холивуд не влезе меѓу филмовите кои ќе се надпреваруваат за Оскар. Сепак, ова филмско остварување донесе многу награди и голема промоција за Македонија ширум светот. Утре вечер филмот ќе се прикажува пред публиката во Вашингтон. Ми даде овој колач, ми рече да го пробаш. Македонскиот филм Исцелител, националниот кандидат за Оскар, доаѓа во Вашингтон, третирајќи проблематика актуелна и во САД. Приказната е поврзана со марихуаната, имено тајната состојка, во која многумина бараа спас за своите проблеми. Организатор на филмската проекција е Обединетата македонска дијаспора. Многу е добро што е токму во главниот град на Америка, во еден од центарот на културата, нели Вашингтон е еден од центрите во Америка, и особено е клучно овај период поради тоа што после гласањето во ноември се легализира, доста држави легализира марихуана. Колач, тоа е путер, јајца, тоа е една важица. Режисерот Ѓорче Стабрески вели дека проекцијата организирана од Обединетата македонска дијаспора ќе помогне и за поголема дистрибуција на филмот низ САД. Треба да се прикаже тој филм пред нашата дијаспора, пред нашите луѓе за да го видат. Среќен сум што се одлучија да помогнат во дистрибуцијата на филмот. Ние се уште чекаме и преговараме со големи дистрибутерски куќи во Америка, сакаме да имаме некое поголемо, малце пошироко, да кажам, прикажување на филмот. Проекцијата е закажана за 19 декември во киното Лендмаркс Естрит Синема. Помеѓу македонците во Вашингтон има голем интерес за македонскиот филм кој што досега успеа да освои голем број награди на многу фестивали ширум светот. Од Обединетата македонска дијаспора велат дека филмот Исцелител ја поттикнал идејата во Вашингтон во иднина да се организира и македонски филмски фестивал. Поради оваа проекција дојдовме до заклучок дека би сакале да го донесеме истиот македонски филмски фестивал кој го сме дел од спонзорите во Торонто, да може и тука во Вашингтон. Има филмски фестивали од сите етнички групи скоро во Вашингтон, а немаме од македонската страна. Колоски вели дека повремено во Вашингтон се прикажуваат македонски филмови, но преку еден нов фестивал тоа би станало редовна практика. 32 години по најголемата нуклеарна катастрофа во светот. Во областа околу Чернобил има знаци на живот. Повеќе од прилогот на Фейт Лапидус. Ноќите се мрачни во Припјат, од каде беа евакуирани 49.000 жители по експлозијата во нуклеарната централа во Чернобил во 1986 година. Таа предизвика радиоактивно зрачење над Припјат и во поголемиот дел од Северна Европа. Но меѓународен тим на уметници донесе светлина и музика во напуштениот град, како и интерактивна дигитална скулптура наречена Артефакт. Освен како сензорско искуство, креативниот тим вели дека настанот се користи и како платформа за истекнување проблеми, како што се лажните вести и манипулација на јавното мислење. Додека публиката го гледа Артефакт, идејата е да треба да размислува каде е вистината. Кога некој ќе објави информација, треба да се постави прашањето од каде доаѓа таа и каква е пораката или целта што сака да се постигне. Различните звуци беа снимени од тимот на проектот во безбедносната зона на Чернобил, а потоа беа искористени во тонскиот запис. Поставката има и друга димензија. Артефакт свети навечер во зоната со енергија абсорбирана од нова соларна централа, лоцирана во непосредна близина. Од отворањето во октомври, централата Соларен Чернобил произведува обновлива енергија и има можност да испорача доволно струја за функционирање на 2000 домаќинства. Бидејќи областа е се уште радиоактивна и непогодна за живење, украинската влада сака да ја користи областа за производство на обновлива енергија. Сметаме дека ова е најдоброто место за производство на соларна енергија. Овој простор претрпе многу со катастрофата од пред 32 години, а на овој начин се враќа меѓу човештвото. А се враќа со уметност и корисна енергија. Вие го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Ви благодарам на вниманието. Гледајте не утре во истото време.
presents the following National Geographic program as we continue to explore the world around us. Through the combination of our training, our shared expertise, our in-field experience, we have become a much stronger team, rescue by rescue. Just found this puppy. It's shaken. I don't know where the owners are. I'm going to set up its cage. Keep going back for more. Let's go. We're coming. But rescuing isn't always easy. Finding animals can be extremely hard at times. I am truly honored to be a part of this upcoming National Geographic series, Animal Storm Squad. Almost 3 years ago, my life changed. A powerful EF5 tornado ripped through Moore, Oklahoma.